Бројни прашања кај граѓаните за тоа каде е најголемата опасност да се заразат со коронавирусот. Истражувањето на Медицинската асоциација од Тексас табеларно на скала од 1 до 10 покажува колков е ризикот од различна активност за време на пандемијата. Одењето во кафуле на највисокото, воедно и најризично место на скалата. Под него со ист степен на ризик е присуството на масовни верски служби со учество од над 500 верници. Исто обоени, односно со црвено на скала од 1 до 10, под високо ризични активности се и одењето на спортски настани и музички концерти, присуството на забава по парковите, но и вежбањето во теретана. Умерено високо ризични, односно обоени со портокалова боја на скалата се гушкањето со раце со пријателите и спортските активности како играње фудбал и кошарка. Патувањето со авион исто така спаѓа во умерено високо ризични активности. Присуството на масовни собори како свадба, јадењето во внатрешниот дел на ресторанот и одењето во фризерница се исто така обоени со портокалова и се наоѓаат на 7-то место на скалата. Под умерен ризик на скалата се сместени домашните посети, пливањето во јавен базен, но и отварањето на училиштата. Пазарувањето во моловите и одењето на плажата се сместени на 6-то место на скалата, обоени со жолта боја. Во умерено ниски активности за зараза со корона на табелата се сместени седењето во ресторан на отворено, одењето во библиотека и чекањето за преглед кај доктор. Преспивањето 2 вечери во хотел и играњето голф се наоѓаат на 4-то и 3-то место на скалата, обоени со зелена боја. Во нискоризични пак се сместени активностите како играње тенис, кампувањето и полнењето гориво на бензинска.